Здраво на сите, јас сум Ангела Тасик, студент на факултетот за електротехника и информацијски технологии на смерот телекомуникации. Во седмиот семестар изучувавме предмет апликации и мобилни уреди, во кој изучувавме изработка на iOS апликации. По продолжение ќе ви ја покажам мојата изработена семинарска работа по предметот, односно мојата изработена апликација, која што е за вакцинација, за кажување термини. Секој што ќе ја користи апликацијата, може да се регистрира како граѓанин или како доктор, при тоа внесувајќи ги сите потребни информации за успешна регистрација. Откога успешно ќе се регистрира, може да се премине кон делот за логирање, каде што може да се логира. Јас веќе имам регистрирано во базата граѓанин и доктор, па сега ќе се логирам за да ви покажам како функционира апликацијата. Најпрво ќе се логираме како граѓанин. По логирањето се прикажува скрин каде што можете да направите вашата резервација, односно да изберете локација каде што вие живеете, моменталната ваша локација, со притискање на мапата. Може да запишете дали имате некаква хронична болест или не. Еве, ќе запишеме дека имаме и да изберете која вакцина вие би сакале да ја примите. Нека биде Синовак од опањачко мени, каде што Picker View, каде што можете каде што ги има сите вакцини кои што се моментално достапни. Доколку преминеме во делот за да го селектираме нашиот матичен доктор, ќе ни се прикажат сите доктори кои што се активни, односно регистрирани на оваа апликација, односно ги влечеме сите доктори од базата. Може да избереме еден, например во овој случај нека биде доктор Ангела и да ја направиме нашата резервација. Откога успешно сме ја направиле резервацијата, ќе се вратиме назад и сега ќе се логираме како доктор. Ете, ако видовте, доктор Ангела беше селектирано, значи резервацијата е направена. Сега ќе се логираме и ќе се логираме како доктор. Каде што, доколку успешно е пристигната резервацијата од граѓанинот, ќе ни ја прикаже на овој скрин тука. Еве. И по притискање на резервацијата, ќе не однесе во делот каде што се запишани сите информации на граѓанинот, односно неговото име, презиме, мејл, телефон, болеста која што ја има или ја нема и вакцината која што тој ја препорачува. Вакцината можеме да ја прифатиме или да препорачаме некоја друга. Во случајов ќе препорачаме некоја друга. Тоа може да го направи докторот доколку вакцината која што ја посакал граѓанинот ја нема моментално или доколку таа не е соодветна според неговата болест. Имаш избрано Синовак, ние ќе избераме Синофарм, ја селектираме и потоа тука е прикажана локацијата на граѓанинот и можеме да избереме датум за да ја завршиме резервацијата. Нека биде на 10 октомври и ќе направиме резервацијата. Резервацијата можеме и да ја одбиеме, но откога успешно е направена, ќе се навратиме кај граѓанинот, само повторно ќе го логираме граѓанинот за да видиме дали таа комплетирана резервација пристигнала до него. Малце знае да се укочи. Сега повторно го логираме граѓанинот и во делот за requests треба да имаме резервацијата пристигната доктор. Кој што можете тука да видите веќе имаме повеќе резервации кои што претходно биле активни, па се завршиле. Јас кога сум пробувала дали функционира и во зависност од бојата се гледа дали барањето е активно, дали е одобрено, дали не е одобрено и
Така, ние ова барање сега моментално го имаме, каде што, датата на резервација е таа, тоа се потребните надоле информации од докторот, значи името и презимето на докторот, мејлот, бројот, вакцината која што тој препорачал и датумот. Можеме да го прифатиме или одбиеме барањето, во моментов го прифаќаме и од кога сме го прифатиле, тоа треба да му пристигне на докторот и да види дека повторно сега ќе го логираме докторот и тој значи веќе од кога е прифатено, граѓанинот на тој ден ќе може да се вакцинира, докторот да ја комплетира таа вакцинација и резервација и да генерира QR код со потребните информации на граѓанинот. Значи, кој ќе отидеме во делот за резервации. Не овој дел. Значи, ова е некоја друга претходна резервација, кој ќе идеме во оваа резервација. Ќе ги имаме повторно потребните информации од граѓанинот, датумот кога се направила резервацијата, сега новиот статус, вакцината е Sinopharm, таа што променивме, доколку има во делот Location of Citizen, ќе донесе на мапа, каде што точно е прикажана локацијата за полесно да можеме да се навигираме до граѓанинот, за да стигнеме до неговата локација, за да ја извршиме вакцинацијата. Но сега ќе се вратам да ви покажам дека по завршување на вакцинацијата, докторот може да стави датум, нека биде датум по завршување на вакцинацијата и од кој ќе ги зачува промените, може да генерира QR код, каде што се запишани сите потребни информации на граѓанинот, односно кога е примена вакцината и која вакцина, за да видиме дали е успешно, ќе го сканираме QR кодот. Јас веќе сум имав апликација со која што може да се направи да се сканира QR код и можеме да забележиме дека тука се запишани потребните информации, како што се име, презиме, која вакцина и на кој датум е примена вакцината. Ќе се вратиме назад. Повторно ќе го логираме и граѓанинот, само за да видиме дали тоа све пристигнало успешно кај него. Значи, во истиот дел за request. Доктор Ангела, сега е друга сива боја. Завршено е на таа дата, статус дан и доколку се снеме на шов QR код, ќе се прикаже и кодот.